La decisione giusta oggi è di restare a casa. Италијанскиот премиер Џузепе Конте во понеделникот објави дека ограничувањата за патување ќе бидат воведени низ целата земја, само еден ден откако голем дел од Северна Италија беше ставен во карантин. Non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Со тоа Италија стана првата земја што го ограничи движењето на национално ниво. Драматична нова мерка за запирање на раширениот коронавирус во најтешко погодената земја во Европа. Невидените ограничувања со кои се забрануваат сите јавни собири и барат луѓето да не патуваат, доаѓаат по алармантниот пораст на смртните случаи врзани за многу заразната болест во Италија, при што бројот на починати до понеделникот беше 463. Италија има повеќе од 9000 потврдени случаи на коронавирус, ставајќи го националниот здравствен систем под голем напор. We are encouraged that Italy is taking aggressive measures to contain its epidemic. Кој рече дека коронавирусот сега е поблиску до пандемија. Now that the virus has a foothold in so many countries, the threat of a pandemic has become very real. But it would be the first pandemic in history that could be controlled. Оценувајќи дека коронавирусот го заслепи светот, американскиот председател Доналд Трамп најави мерки за економско леснување со цел да се намали влијанието на заразата која се шири во Соединетите држави. We just attended a very important task force meeting on the virus that everybody is talking about all over the world, no matter where you go. That's what's on people's minds, and we are going to take care of and have been taking care of the American public and the American economy. До ова дојде откако американските берзи и поради коронавирусот го доживеа најголемиот пад во изминатава деценија. Во Соединетите држави порасна страхувањето од новата инфекција и откако било откриено дека самиот Трамп би можело да биде изложен на коронавирусот преку контакт со двајца републикански противници.